температури. Ги слушате на Новите утриски вести, а продолжение и темата која што денеска е како прва во Здрава Македонија се разбира на ваше варање околу проблемот со педофилијата и она што се случува кај нас. Ние имаме, навика во текот на годината, еднаш два пати сигурно да подискутираме токму на оваа тема. За жал, често пати поради оние случувања кои што се актуелни кај нас, тука или таму ќе се излезе по некој случај на педофилија, но ова е, како што кажав, општествен проблем во сите земји, буквално во светот, така да нешто повеќе денеска ќе поразговараме и за оно што во последно време е како мерка донесено или според закон нешто се најава дека ќе се направи за решавање на овој проблем. Дискутираме утрово со господин Драги Звијанац, детска амбасада Мегеш. Добро утро. Добро утро. Драго ми што сте тука. Ние имаме долги години од кога постоиме со работа со Мегеши, но мислам дека прв пат конкретно со вас се гледаме токму овде во студиото на Здрава Македонија да подискутираме токму на нова тема, нова проблематика која што нели се случува. Често пати читаме за она што е актуелно и во нашата околие и за работи кои што буквално можеби не ни се веруваат, но за жал постојат. Што во последно време според вас е направено законски, да кажеме, на некој начин е донесено како регулатива за намалување на педофилијата? Па има промени. Македонија е една од ретките земји која успеа да го подигне прагот на нетолеранција кон ова патологија, кон педофилите, кон родоскрневувачите. Секако клучна улога има тука првата детска амбасада во светот Мегеши, која со подршка на медиумите и граѓаните успеа да ги убеди и пратениците и тие што донесуваат одлуки дека со педофилијата треба сериозно да се стави под контрола, затоа што се повеќе деца се жртви на педофилите, не само во Македонија, тоа е светска пандемија, би рекол, проблем кој навистина ги атакува децата и една од најтешките кривични дела која може да му се случи на едно дете е сексуална злоупотреба. Посебно е тешко и горко што 70% од случаевите се познаници на децата. Тоа може да бидат роднини, пријатели, најблиски. И конфузијата како детето да се справи со овој проблем е голема. Промените настанаа, првите промени што ние истуркавме со наше силно застапување, лобирање и подигање на јавното мислење. 2008 владата донесе двојно зголемување на казните, тие беа символични, од 3 до 8 години се зголемија казните, но и понатаму ние неуморно работевме затоа што сметавме дека овие репресивни мерки немаат доволно превентивен карактер и дека педофилите во најголем број случаеви, би рекол и 70%, се уват во улога на рецидивисти и по напуштање на затворот тие повторно го повторуваат делото. И потоа почнавме да размислуваме како да помогнеме на децата, пред се да не бидат жртви, а и на педофилите да не го повторуваат делото. Им дадовме неколку препораки на донесувачите на одлуки. Првата препорака беше минимум 15 години казна, за секој рецидивист доживотна казна затвор. За да не се случи доживотна казна затвор, предложивме уште во затвор да се има психијатриски третман со педофилот, паралелно со така наречена медицинска хемиска кастрација, за да може педофилот да се стави под контрола по неговото излагање од затвор. Ова беше прифатена, но како доброволна мерка ние баравме задолжителна, не за намалување на казната, туку да биде задолжително уште додека е во затвор. Затоа што светските искуства покажуваат дека педофилите од 70% на 5% го намалуваат рецидивизмот доколку се подвргнат на хемиска кастрација проследена со психијатриски третман. Трета работа беше донесување на централен регистр, за да можат институциите кои работа со деца да имаат увид кои се педофили, за да не можат да ги вработат и да луѓето едноставно бидат информирани како на кој начин самите, ако евентуално се во некое соседство, да можат да се самозаштитат. Она што мислам дека не беше прифатено, а би требало да се размисла во наредниот период, е носење GPRS алки, за да можат полицијата у секој време да знае кај се движи педофилот и доколку се движи во градинка, во некоја институција кај што има деца, престојуваат деца или спортски натпревар, да може да го отстранат од местото за да не се случи рецидивизам или сексуален атак и напад над дете, полов напад на дете под 14 години. За да биде појасно на гледачите што значи педофилија, дете под
14 години е жртва, а сторителот на ова тешко кривично дело е 5 години, барем 5 години постаро од него. И има случаи кога децата жртви на сексуална злоупотреба некогаш молчат за ова и со 25, 10 и повеќе години. Многу тешко се говори за овој проблем затоа што децата немаат кому да се доверат, а кажав дека најчесто тоа се пријатели, познаници, роднини, татко, мајка, чичко и така натаму, и дека тоа е многу конфузно за него што ќе се случи ако проговори за тоа, затоа што ќе оди некој во затвор, а плюс има еден проблем околу докажување на вината на осумничениот. Многу често осумничениот на ова кривично дело е на слобода и ние инсистираме да биде во притвор, се додека не се донесе конечна правосилна одлука и да не се виктимизира и стигматизира детето во докажување на постапката. Тоа значи дека треба сторителот да е во притвор, а детето со една до две изјави максимум со една специјална скрин соба каде што детето на еден релаксиран начин ќе каже се што му се случува и судијата врз основа на тој видеозапис може да го води главниот претрес. Никако на суд не сме судијата да дозволи на инсистирање на одбраната да се соочи детето жртва со сторителот на кривично дело, каде што многу често доколку се случи тоа, детето знае да ја смени изјавата или пак доколку осумничениот на слобода исто така може да изврши притисок на детето да ја смени изјавата. Така, токму заради важноста на оваа тема ги покануваме сите гледачи, затоа што оваа тема ја отвараме токму по нивно барање, може да се јават и анонимно да кажат, да пријават, слободно и отворено да зборуваат за оваа тема која е доста важна и чувствителна, посебно кога станува збор за деца, сите сме некако многу повеќе загрижени. 309 15 57 и 61 52 990, тоа се телефонските броеви на кои и денеска слободно можете да вртите и да поставувате прашања и да учествувате со ваш коментар за оваа тема. Пред да го вклучиме првиот гледач за денеска, кажете ми колку медиумите помагаат кога се кажуваат вакви приказни во јавноста, кога се обелоденуваат ваквите проблеми? Оно што го забележавме е порано имаше објавување на детали на настанот и откривање на идентитетот на детето. Ова е куќата каде што се случи во селото тоа и тоа 14, 15 или 12 години дете и веќе вие тоа дете сте го етикетирале, жигосале и стигматизирале затоа што веќе се знае за кое дете станува збор. Токму затоа ние во соработка со Министерството за труд и социјална политика организиравме неколку тренинзи каде што ги обучувавме новинарите како да известуваат кога детето е жртва на сексуална злоупотреба, инцест и педофилија, се со тоа да информираат правилно за случката, да ги поттикнат родителите и институциите за поголема мобилност и одговорност, да побарат од институциите да бидат повеќе активни во едукација на децата што значи право на приватност, што значи право на свој простор и како институциите, односно вработените во институциите и родителите може да ги препознат првите знаци ако детето е евентуално жртва на сексуална злоупотреба за да реагираат на време. Затоа што податоците говорат дека многу се клучни првите 48 часа, детето да се излече од местото каде што тоа му се случило. Македонија за жал нема се уште прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба, педофилија, инцест, што е многу важно како една мерка што треба во наредниот период да се случи по наше барање и инсистирање и она што мислам дека треба исто така да се случи, да нема застарување на ова тешко кривично дело. Независно кога настанало, секогаш сторителот на ова кривично дело да биде гонет од институциите кои се одговорни да докажат дали имало или немало. Одиме со првото вклучување во живо телефонски. Добро утро за кого? Ајде, повелете дали се слушаме со некој? Кој што ете? Успеа да не добие? 309 15 57, повелете. Добро утро. Добро утро. Ве слушаме програмата. Повелете. Поздрав до студиото, до гостинот. Исто до вас. Поздрав. Многу практична тема, многу актуелна, но дискретна на некој начин. Како граѓанин можам да забележам дека и кога ќе дојде до откривање на накви девијантни појави, да ги речам психопатолошки, не знам зошто во државата се води една политика на дискретност и заштитување на сторителот, нормално на малолетниот злоупотребен
злоупотребена личност, треба да мине така. Но зошто се штитат идентитетот на сторителите? Јас до денеска немам видено да се објави во јавноста дека тој го направи това и осуден толку и толку. За многу поситни работи ги гледаме пред камера како ги апсат, како ги газат, како им ги виткаат рацете, а ова е за мене едно од поголемите злосторства што може према еден човек да се направи. Малте со молба, со замолница ги носат на суд и упорно ги кријат до крај. Јас напротив, јавно би ги објавил и би направил на јавен простор како што имаше порано кај реклами за кината каде што се дава на плоштад, нивните ликови додека се во затвор, би ги поставил на големи слики и би напишал овие луѓе зошто лежат в затвор, бидејќи тоа е за мене еден од поголемите криминални дела. Благодарам и пријатно. Благодариме за јавувањето. Поздрав до вас. вас. За несватливо како тоа може некој човек да го направи. Вака, прво, профилот на педофилот не е така како што ние си замислуваме дека тој е некој криминалец со некој лик и ние веднаш ќе го препознаеме. Напротив, тоа може да бидат луѓе кои најчесто се прикриваат за нивната патологија, како што кажа гледачот, и многу често макотрпно и полека работа на стекнување на довербата на детето. И детето кога ќе биде жртва, дури уште му наметнуваат вина дека тоа го сакало, потикнувајќи, надрезнувајќи го, пипкајќи го и така натаму, возбудувајќи го, некогаш детето чувствува вина дека тоа допринело да му се случи. Откако ќе биде силувано, тогаш педофилот му се заканува на детето по неговиот живот, по животот на неговите најблиски, дека тоа треба да биде нивна тајна и дека тоа треба да се чува во тајност. И многу тешко детето се справува со оваа појава, како да се довери, кому да се довери. Првите знаци не ги препознаваат родителите, воспитно-образовниот процес не е доволно подготвен прва да ги едуцира децата, а второ и како да го препознае тоа. И трето, веќе ние имаме голем проблем во превенцијата. Значи, репресивните мерки, како што кажав, постојат, но и понатаму имаме педофилија, скандали на педофилија и никако не можеме да се справиме со оваа патологија која очигледно родителите мора да бидат првите тие кои ќе ги превенираат овие несакани појави, а второ, децата наши идат во градинки, идат во училишта, престојуваат некаде. Мислам дека треба и тука да се работи на нивна едукација. Не сме да примат подароци, не сме да влегуваат во туки автомобил, мора да биде и интернет просторот под строг надзор, би рекол, на родителите, таква родителска грижа или родителско наблюдување. Не сме да се доставуваат фотографии, да се открива каде е бил, што бил и така натаму, затоа што многу често педофилите ги следат децата и преку социјалните мрежи и дури се случува да закажуваат средби каде што потоа бидат злоставувани, силувани или нападствувани. Да, ќе позборуваме малку подоцна околу да го вклучиме гледачот да не ни се исклучи, веќе не чека. Да, ќе се навратиме. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, господја. Се јавувам од внатрешноста на Македонија. Не се работе за педофил, него се работе за наркоман, болен човек. Живееме во зграда. 15 години сме малтретирани. Дење, ноќе, кога добива напади, што не прави, дека ние нервно се оболевме. Се јавуваме во сите институции, во полиција, во амбуланта, во труд и социјална политика, а никој не иде да ни помогне. Не знаеме, ние си заболевме, не знаеме што да правиме. Мајката е прав монструм. Детево има над 30 години, ние го знаеме дека е наркоман, она вика дека е болен. Дали е наркоман, дали е болен, не знаеме. Нека земе подхитно дали има оваа држава власт, што може да се преземат мерки против неа. Сите се изразболевме. Напаѓа, што е најтажното напаѓа, ноќе испаѓа, треска, рипа, шета низ ходниците. На кого веќе да се обратиме? Добро. И кога ќе одиш, никој во полиција ќе одат точно. Полицијата ќе дојде, ќе кажат, сега ќе се смире там, никој не може ништо. Ќе одиш во труд и социјална политика и како градоначалник, секаде одиме се жалиме, никој ништо не презима, ние на среде дел ден сме под клjuč, седиме под клjuč.
На кој да се обратиме? Ќе преземе ли некој, уствари фактички мајката е монстр, па не знам, психопат. Детево сигурно се плаќа. Ние се секираме за детево и го знаеме како било, наместо да го пушта да се лече, 15 години го малтретира и затвора него ни на доктор. Дали му дава лекови или не знаем. Ви благодариме. Ви благодариме за јавувањето. Запознајте се со нешто, ако може би подобно ли? Не, јас само можам еден совет да дадам, бидејќи не станува тука збор за дете кога е жртва или пак кога е зависник, дека доколку граѓаните некогаш не се задоволни од функционалност на институциите во задоволување на нивните потреби, барања и така натаму, може да се јават на нашиот СОС телефон 0800 122 22 или на телефонот 2465316, затоа што ние по добивање на писмена дојава од граѓанин кога е прекршено некое право на дете, ако нема доволна мобилност и функционалност од институциите на системот, доставуваме преставка и бараме да не информираат за тој случај. Паралелно го информираме и народниот правобранител. Ако станува збор за образование, просветен инспектор, ако станува збор за злоупотреба на деца, трудов инспектор и така натаму, и тоа е еден дополнителен притисок што го вршиме за да биде пофункционална државата, кооперативна, соработуваме, имаме соработка, меѓутоа некојаш се случува на пониско ниво да случајот не се процесуира толку брзо, а имаат потреба граѓаните за брзо реагирање, за да може да се помогне на време, да не се да нема поголеми последици по детето, да кажеме, ако е во овој случај. Тоа е единствено што можам да кажем. А инаку исто во однос кога станува збор за зависници од дрога и психотропски супстанци, има еден проблем во Македонија кој ние го имаме нотирано и забележано во нашиот извештај кој го доставаме до Комитетот за правата на детето. Имено има центри за зависници од дрога за возрастни лица, но во Македонија нема центри за зависници за дрога и психотропски супстанци за деца, што е голем проблем. И вие сега можете да замислите, таткото ако е зависник може да оди на третман да се лечи, а детето не може да се лечи бидејќи таков центар во Македонија нема каде. Ова нека биде како подлога за нова тема која што би можело да можете да повикате стручни лица и да го аргументира, документира дали ова што го велам јас е точно или не и што треба да се стори за тоа да се сликата подобри. Баш така, да. Добро, ние одиме понатаму со престанете јавувања, да потсетиме некој што подоцна се вклучивте во Здрава Македонија, да разговараме со господин Драги Измијанац од детската амбасада Мегеши на ваше барање околу глобалниот проблем со педофилијата. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, господја. Драги Измијанац, го поздравувам затоа што повеќе од 20 години заедно се бориме за оваа појава и тие покажаа навистина голема мобилност и ангажирање околу борбата за педофилија. Јас како стручно лице би кажала нешто за детето, бидејќи дете жртва на оваа злоупотреба може да молчи, може да зборува, но може и да дојде во состојба на посттравматско стресно расстройство, што е една многу тешка состојба која со своите симптоми се граничи со психотично реагирање. Работата со овие деца е толку многотрпна и тешка, а за детето болна, што во литературата е забележано, а и во праксата е покажано, дека работа со дете на сексуална злоупотреба е еднаква на операција без анестезија. Сега можете да замислите каква болка доживува детето, кога е сексуално злоупотребено, кога треба да зборува за тоа и кога треба да се ослободи од сите тие содржини што ги доживеало за време на траумата. Значи, мојот апел е една голема будност до родителите да не дојде до тоа, но ако дојде, да се побера стручна помош, затоа што детето е во една тешка состојба, која што може да значи состојба на трајни последици, од кои што детето ќе има потешкоти во функционирањето на целиот свој живот. Поздрав до драги и до вас пријатно. Ви благодариме за јавувањето, поздрав и убав ден, убаво што се јавивте да искоментирате. Да, имаме уште гледачи, ова е важна тема и ќе го искористиме присуството на господинот Драги Измијанац да разјасниме некои работи, да дадеме совети како можат децата да се заштитат. Добро утро.
Ало, добро утро, во програма сум. Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Поздрав до студиото, до гостинот. Значи, темава е толку вистина усетлива. Така е. Во целост се согласувам како мајка, како родител, со првиот гледач што се јави. Значи, вистина не ми е јасно зошто ги штити државата овие лица. Дали, по моje мислење, се некои богаташи и фрустрирани, бидејќи сиромав човек, не знам, можно е, ама не ми се верува. Зошто ги штити државата овие луѓе? Зошто ги штити? Јас имав прилика да гледам еден филм, значи вистина како што кажа господјата, верувајте, детето, значи не можеше цел живот да се помири со тоа што му се случи. Во филмов јас се соживив, а не тешко на тие деца и тешко на тие родители. Значи, ги штити државата тие лица. Ма не на площадче ги однесам и цел народ да ги гледа, се извинувам вака што зборувам, и да ги плука и кастрирање. Подхитно кастрирање. Значи, да не постојат повеќе тие, да не бидат во контакт со други лица. Никој па тоа викаат дека е болен, себе, можно е болен. Меѓутоа, детето, каде е тука детето? Никој пат детето не може да се помири и од дете да стане личност. Мислам, здрава личност како што треба. А што е виновно детето? А овие државата ги штити. Значи, вистина не ми е јасно зошто замаглени лицата, зошто ги штити државата. Море да ги јавно дека да се гледа цела јавност, доктор бил, инженер бил, професор бил, газда бил на фирма, директор бил, ма кој сакал бил. Без разлика. Ги штити. Поради што не знам. Ви благодарам пријатно. Ви благодариме и ние за јавувањето. И те убаво спомена гледачката, дали педофилијата како болест или состојба кој како нели ја нарекува, разликува богати и сиромашни? Социјалниот статус, од културолошкиот статус, од образовниот нема влијание. Значи, педофил може да биде од секој ниво на образование и место на живење. Но начелно загатна една интересна тема што навистина ако погледнете во Централниот регистар на досега осудени педофили, мислам дека од 2006 година навамо, претежно се лица од посиромашните руралните средини. И ова остава една мала така дилема која ете и ние лично јас сум ја размислувал дали може би педофилите во поголемите градови или во бизнис круговите имаат пософистицирани начини на делување каде што можеби потешко се откриваат или пак се служат со некои методи кои детето жртва го ставаат под вечен притисок, молк и таење. Не можам да верувам дека институциите би се ставиле во заштита на педофилите, иако морам да кажам имаше еден случај во село Лабуниште уште 2009 каде што едно девојче ја загуби својата невиност од наводен пад на сукало и остана како тајна, се уште не разрешен, и Македонија влезе во, би рекол, во Гинисовата книга на рекорди неформално, каде што може да се загуби невиност од пад на сукало на 9 годишно девојче кое едва беше спасено од гинекологот во Струга. Тоа ни остана како горчливост во тој случај кој остана без разрешница. Ние не се помирувавме, неколку новинари влегува во истражувачко новинарство, но за жал не успеа да ја разрешат оваа случка. Иако имаше добра волја од неколку форензичари да го разрешат овој случај, тука останавме и тоа ќе ни биде, за жал, нас личен неуспех како граѓанска организација која безкомпромисно се бори против секое насилство на детето, а пред се сексуална злоупотреба, педофилија и родоскрнавие. Ќе вклучиме уште 20 гледачи, ќе го слушаме нивниот коментар, прашање, па ќе одиме со уште едно прашање кога веќе ги споменавме оние бизнис кругови како тие таму се сноѓат. Добро утро и повелете. Ало? Добро утро. Ало, добро утро. Поздрав до вас, повелете во програма. Господин Роберт на телефон, примариус доктор Манев. Сакам да го поздравам господинот Збијанец. Благодарам. И секако поздравувам активностите на детското село Меѓаши и се она што го постигнуват нели денеска и веројатно во нивните планови за работа понатаму. Мислам дека повеќе темата се сведува на тоа што денеска се разговара на она што значи делото е случено, констатирано и така натаму. Ја би дискутирал за нешто што значи превенција, она што значи домашна грижа и она што значи општествена грижа. Нормално е да мора да свати родителот
дека неговото дете е под негова контрола и негово воспитување. Тоа воспитување домашно треба да биде продолжено во воспитувањето во школите. А во школите, земите основните училишта, немаме социјални работници, немаме психолози. Продолжение, понатаму немаме во средните школи. Значи, со други зборови, треба да се направат напори. Знам дека имаме проблем со средства и така натаму, меѓутоа не е доволно да меѓаши или други здруженија водат грижа и на крај краеви законодавецот и државата во тие состојби што се случуваат си превзема мерки. Меѓутоа, вчерашниот закон што беше, го дискутиравте за насилството, држи затоа што навремено треба секој однос во околината, во влезот на некој стан или стамбена зграда, треба да се пријавува. Едино имам забелешка, тоа не сме да се казнува затоа што ако некој нешто не пријавил, затоа што ако некој нешто не констатирал. Со други зборови, добро е општеството да се консултира со овие асоциации како што е Меѓаши, како што се психолозите, социјалните работници и така натаму, и дајте да превзимаме превентивни мерки. Доста е со она што е завршено и се бара одговорност. Знае се одговорноста како ќе ја средат правниците и општеството. Меѓутоа, превенцијата е многу важна. Благодариме. Имаше гледачот неколку поенти кои е во добра насока на дискусија. Превенцијата да, пред се одговорното родителство да, но тука има еден мал проблем што не сите родители се одговорни и не сите родители знаат како да ги едуцираат, воспитуваат децата, а уште пострашно ако се тие силувачи на своите деца. Значи тоа кажав 70% на децата, педофилите, родосконувачите им се познати. Не го сваќаат родителите премногу сериозно проблем со педофилија бидејќи не го сваќаат, но знаете, имаме ние децата, нашиот СОС телефон кажува дека се повеќе осамени, отуѓени и дека се повеќе има агресија затоа што многу малку се разговара со нив и многу малку им се посветува внимание. Вие се сеќавате на кампањите што ги спроведувавме, немаше граѓанин кој не беше допрен со пораката дали денес го гушнавте вашето дете, дали денес му кажавте колку го сакате и на крај дали денес разговаравте со вашето дете. Колку неефективно и ефикасно посветуваме внимание на разговор со нашите деца и колку воспитно образовниот процес е образовен, а колку е воспитен, колку еден наставник посветува внимание во разговор со своите деца и како што кажа гледачот има право, ние имаме проблем со екипирање на системот во образование. Немаме социјален работник во сите училишта, немаме психолог и педагог во сите училишта. Психологот се уште се сваќа во училиштето како баба рога, некој кој ќе оди под казна кај психологот, а не како психолог кој ќе превенира одредена состојба. За да превенира психологот одредена состојба, потребен е социјалниот работник. Социјалниот работник е единствен тој кој може да чукне на врата и да влезе во некој дом, да види дали во тој дом, во некој функционално, дисфункционално семејство во ризик има некаков проблем и навремено да дојави до психологот за да може да се почне процедура за работа со тоа семејство или со тоа дете, за да се превенира да не се случи најгрозното. Кај нас се действува најчесто постфестум, се згрозуваме од патологиите, од појавите и многу малку работиме на превенција, затоа кажав, ние ги зголемивме казните. Воведовме хемиска кастрација, имаме централен регистар, но се уште имаме педофилија и сексуална злоупотреба. Тоа значи дека ни фали мобилност од родителите, но како што кажав, ако отсуствува алката во родителите, отсуствува, значи не секој родител, тогаш системот, институциите мора да ја преземат грижата како втори старатели, како институции кои треба да водат грижа за децата. А тука се секако потоа граѓанските организации, медиумите со подигање на јавното мислење за одреден за одреден проблем и на крај меѓународните институции. Затоа ние многу често ако забележиме отсуство на функционалност, дојавуваме преку нашиот извештај во Комитетот за правата на детето за состојбите, ги детектираме, партиципираме во нивно решавање, но бараме од комитетот поголема мобилност со конкретни препораки до владата, до институциите во наредниот период да се мобилизира цел систем, бидејќи отсуствува не секогаш реков одговорното родителство. Да ги вклучиме и гледачите кои внимателно ги слушаат овие совети, да ги слушнеме нивните размислувања. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Ве поздравам во студието
Благодариме. Драган Змејанац, Милена, Поздрав. Роберт, сите бидете ме поздравени и прашањето е до Драган Змејанац. Видите вака, јас имам керка која е малолетничка керка која што моментално имаше добиено поклон стан од својата баба. Меѓу време мајка беше неа за лекување го уложила нениот стан, што е поклон од баба и го уложила во банка, чисто за лекарства и она се покојна. Иста банка, меѓу време таа банка, Македонска кредитна банка, не ова старата Македонска кредитна банка, оде под ликвидација. 7-8 години таа банка ја нема. Не постои воопшто. И јас како родител, ако не живее со детето, сакам да го платам станот на ова. Одејќи во судот да го деснам, аз работам за 7.000 евра. Тогашни пари, 7.000 евра. И сакам да ги платам тие средства, не ми се омотгучило още. И сега, моја мајка е покојна и керка ми остана без стан. За ситни пари, а станот е 110 квадрата. Иначе живееме во провинција и дали постоje, Драгане, вие сте, постоje решение некој сега, а извршител дојде сега го взима станот. Ова е во делокруг на имато-правни односи, веројатно треба да се ангажира адвокат. Ако детето е жртва, а веќе пораснало во меѓувреме, може би требало да интервенира на време. Ние имаме правна служба каде што можеме да реагираме, имаме и правник, така да секое дојавување на случај за дете под 18 години, ние сигурно ќе реагираме. Во овој случај немам можност како да му помогнам на гледач. Така ете, го пративте каде треба да се обрати, нели? Преку вас, преку правната служба, па многу повеќе да го слушнеме и проблемот. Добро утро. Ало? Повелете, господја. Вака сега. Значи, сум изненадена што во школите нема психолози и социјални работници. Не сите. Това е служба која што требаше на времето, кога беше Тодоров на просвета министер, а сега е на здравство, на жалост, ништо значи не направил. Тоа е требало како правник е он, некој си правник, значи требало да знае дека треба во секој училиште да има психолог и нормално социјален работник кој што ќе превенира сето ова што се случува сега. Господинот Змејанац се јави една колешка негова која што каже дека 20 години работат на ова проблематика. Па 20 години се едно момче или девојка од 20 години. Тој е голем простор 20 години. Ја знам дека вие наидувате на големи препреки и на недоразбирања колку се трудите и работите на тоа. Јасно ми е. Меѓутоа, сите работите треба да се засечат во корен. Нема тука што никој не е прикажан. Имаше една госпожа што се јави дека се покажуваат со замаглена слика. Не треба замаглена. Јас имав прилика да бидам кај ќерка ми во Америка, каде што убиец, овој, што и да е, слика, име и презиме. Не Р, С, П, С, што ти ја знам. Нема. Треба тоа да се изборите за тоа, да го покажат јавно, секој да знае кој е, што работи. А што се работи сокриено, значи дека некој ипак ги штити. Така да, ова што се случува е доживотна проблематика на родител, на детето кој што психички никогаш не може да се опорави. Тоа ви е вас многу повеќе познато, него јас сум здравствен работник, па исто така доктор Манев што се јави многу го кажа, ја потикна таа тема. Значи, подхитно треба школите да имаат. Сигурно сум дека на бирото за вработување има луѓе кои што чекаат работа, и психолози, и социјални работници. Така да ова треба, например, се случила некоја работа и ќе кажат таму и таму педофил овој. И понатаму ќе го како блиц веси тап и више ништо не слушнува на што се случува понатаму. И со детето, и со човекот. Значи не може така, само кажи и готово. Секој е чудо за што се вели. Ајде, ве молам, тоа да го потикнете како проблематика и да се реши и во училиштата сегде каде има. Е тоа од голема помош кога има, вие го знаете, тој е психолог и социјален работник. Ви благодариме, господи, за јавувањето. Ќе вклучиме уште еден гледач, па ќе се навратиме на коментар. Добро утро.
Добро утро. Повелете. Добро утро, поздрав до емисијата. Јас цела година пробам да се уклучам, се извинувам сега. Што сакам само една тема од утре натака да ја ставите во предлог. Ако, ајде, кажете. Да. Сега, мажот ми има сопруга 60 години. Пред 2 години фирмата и повеќе во стечај. А ние 6 месеци примивме од заводот и сега немаме никакво примење. Никој не приме ни на работа, ни сме во стари, ни сме во млади. Таа да ја ставите на предлог темата, што да правиме ние понатаму? Без пари, без примење, без социјална помош, без ништо живееме веќе над 2 години. Да, ќе имаме господине конкретен гостин за таа тема, бидејќи од јавувањата можеме да се споделиме само искуство, да немаме конкретно што да ви одговориме. Значи, конкретно со ваши прашања и со одговори од правни лица овде во студиото на Здрава Македонија ќе го добиете конкретниот одговор што понатаму ви можеле евентуално да правите. Да се навратиме на она што на проблемот, кој ни е проблемна тема е на емисијата. Ова ми е драго јавувачите слушајќи ги дека навистина потикна ова прашање кое го поставивте за поголема мобилност и будност на родителите, институциите за справување со педофилијата, нова патологија која, како што кажа, гледачите остава трајни трауми, што се јавуваат психолози, здравствени работници, доктори, значи, ја би рекол, емисијата е дебатна, даваат предлози и се радувам што иде во насока на препораки кои веројатно нешто не гледат, слушаат, а можат да проценат што можат тие да сторат, да се приклучат во поголема превенција и будност. И тука се секако министерствата, законодавниот дом, собранието, институциите и пред се би рекол училиштата и центрите за социјална работа. Да не ги забораваме. Покрај медиумите и граѓанските организации кои ја држат тензијата на мобилност и будност во јавноста, мислам дека тие мора на терен да работат повеќе со овие деца или деца кои би можеле да бидат жртви на родоскрнавање, педофилија и сексуална злоупотреба, затоа што пак повторно ќе кажам, тие се тие кои можат на време да ги детектираат нештата. Медиумите кои ќе објават, може само да објават за случувањето и може да кажат дека еве ова се случува, но не можат да делуваат толку превентивно, иако во своите написи кои ги прават имаат можност да делуваат, доколку новинарот даде неколку препораки како искуствено запазување од објавувањето дека детето не внимавало, влегло во автомобил, примило подарок, стапило несоодветно во контакт со непознато лице и така натаму, како да се спречат тие несакани действија, но повторно ќе кажам, во сферата на приватност, детето мора да знае дека никој нема право да го допира, никој нема право да му наруши неговата приватност и мора да ги охрабриме децата да дојавуваат. И уште што е поинтересно, секое премолчување на негово другарче за нешто што му се случило на детето или пак на возрастните, значи соучесништво. Зашто денеска ако премолчите на еден случај на педофилија, утре може да се случи педофилот да го нападствува вашето дете. Така да јас сум имал обуки со јавни судии, правообранители, и многу често сум ги прашувал порано зашто да судувате минимален праг на казна затвор. Вас не ве допира случајот XX, тоа и тоа дете, 10 годишно дете, затоа што не е ваше дете. А да е ваше дете, како би реагирале? Имаше големи реакции. Од закачување на бандера до не знам какви. И тогаш јас сватив дека всушност луѓето поинаку реагираат кога станува збор за сопствено дете. А друго е кога судат за непознато дете. Секој дете на секоја институција, на секој родител треба да биде негово дете, само така можеме да делуваме повеќе превентивно. Воспротивно им даваме шанса и поголем простор на педофилите да действуваат. Жал. Така, јас сум сигурна дека заинтересираноста станува уште поголема, затоа што веќе на некој начин навлеговме во правата на децата, да ги вклучиме и следните гледачи, ќе имаме можност неколку да вклучиме, да ги слушнеме нивните коментари, па ќе дадеме ваш коментар. Добро утро. Добро утро. Повелете. Ало, во програма сум? Да, во програма сте, повелете. Добро утро. Добро утро, уште еднаш. Ама други се уклуче пак. Ајде, намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Други се уклуче пак.
Ајде, дали сега е подобро? Ало, Ајде, повелете. уклучен сум. Веќе сте, господине, вклучени, да. Добро утро до екипата на Канал 5. Добро утро, Стениш. И до гостинот посебно. Секој ден ја пратуваме програмава ваша. Едно ме заинтересира се господина што рече со случај со Лабуништа. Јас се јавувам од Лабуништа. Добро. Поздрав. Што рече дека мајка му тврдела со стукало го оштетила девојчето. Тоа не е точно. Тоа е лага, измислотина ето. Има некој интерес посреди тука. Не е точно тоа мајка му да го оштетила девојче. Која мајка девојче својче ќе си го оштети со сукало? Тоа за тај органите на прогонот, за тоа и така останато. Јас сум баш комшија во таа населба. И ме боли што не е откриено, што шетат педофилот уште низ селото. И го знаат и повеќе луѓе. Си го знаат лично жена му негова, си го знаат. За таа ојде да пријави до полиција. Толку ви благодарам. Може да одговорите господинот ако сака. Да, може да даде коментар. Може да вклучи уште еден гледач, па да се навратиме полека да заокружуваме оваа прва тема. Доста интересна и важна за сите нас. И оние кои што имаат, и оние кои што немаат деца, се разбира, бидејќи како што кажа нашиот гостин господин Драги Свенец, сите деца треба да ги чувствуваме за наши кога станува збор за опасноста од педофилија. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Сакам да кажам кое е влијанието на оваа невладина организација кога, да речеме, постојано мајката врши за поставување на децата, а Центар за социјална работа секогаш ја правда, да речеме, мајката. Има разни случаи во животот, сите мајки не се исти, се жалиме, па не враќаат назад од Министерството, не може никаков прием да се дојде до министерот, не го носи на доктор, не го носи на заболекар, детето само тргнало да си оди надвор од градот, мајката го запоставува, значи постојано и вика дури мислам едноставно гледа да му напакости на разни начини. Го отпишува од некои курсеви кај што е запишан, центарот ја повикува мајката и негова мајката под притисок, значи детето го приморува да каже дека не сака да оди на тој курс, да речеме по музика или било каде по некој било кој курс и центарот секогаш ја го зема во обзир мислењето на мајката која се гледа да му напакости и роднински врски тука влијат и све и свашта во центар. Значи центри за социјална работа се тотално без никаква контрола. Јас еднаш и се жалев до вас и вие ништо не направивте. Обратете се, ми рековте, до Центар за социјална работа. Дури и насилство, просто се гледа има насилство од мајката, значи психичко насилство го запоставува, вика, јас ако сакам да го уништам, ти не можеш да ме спречиш и такви работи. Значи не ги анализираат изјавите на мајката, туку едноставно ги одбиваат поплаки по таткото. И второ сакам да кажам, ако има насилство од деца во школа, има и камери, има и психолог, тие ти викаат, ја имам се на класи од нив психологот, значи и таму, ако има и камери, се гледаат деца малтретираат и било како, поголеми деца помали, не действува таму ни психологот, ни директорот, ни педагог, овој педагог нема, има психолог, значи на терен работата на Министерството за труд и социјал тотално запитала. Центар социјална работа никаква контрола немаат на терен од Министерството за труд и социјала. Да привршува бидејќи немаме нешто после. Имаме една гледачка од Германија, Роберт, која сака да каже таму како се решава овој проблем. Да слушнеме и неа. Добро утро. Дали е тука гледачката? Добар ден, добро утро. Емисија да ве поздравам многу од мене. Поздрав да вас. Поздрав. Значи, овдека во Германија, во секоја школа се постои психолог. Значи за децата, не е психологот за децата да ги советува на погрешен пат, него ако имаат сами проблеми со нешто, деца кои се оштетени од своите родители, кои се скриени, овдека не може да се сокрие, тоа излегува некогаш и на јаве, ама ќе бидат така осудени, то никогаш ќе нема да текне на тоа да работи. Жал кај нас се малтретираат децата, не само се сексуално искористени, се малтретираат и не им се дава право да се изјаснат.
Ви благодариме. Ви благодариме многу што се вклучивте во денешната дискусија. Драго ми што не следат дуете од Германија, што успеа да сејават. Јас само сакам да му одговорам на гледачот кој очигледно беше резигниран од грижата на мајката. Најверојатно станува збор за бракоразводна постапка, каде што многу често центрите за социјална работа даваат решение, предлог до судот да биде згрижено детето, старато кај мајката, а таткото да биде со право на видување, и потоа настануваат проблеми со правото на видување. Ние се залагаме за споделено старателство, значи не мајката да се мачи 5 дена во неделата со сите болести и предизвици, училиште и така натаму, таткото да има само право на видување за викенд, со купување на подароци едно викендно би рекол родителство, туку напротив, двајцата да бидат подеднакво одговорни за правилниот раст и развој на детето, и на тој начин мислам дека ќе имат исподелена одговорност, не да ја префрлат вината и одговорноста само на тој што е старател, а другиот со право на видување. И за крај ваш совет. Како да ги заштитиме децата, што треба родителите да знаат, како да препознаат дека можеби се заканува ваков проблем? Па децата се индивидуи, имаат емоции, ги изјаснуваат своите емоции, само ние родителите треба да ги препознаеме. Ако детето се повлекува, ако мокри, ако е плашено, ако не сака со никого да комуницира, нешто се случува. Тоа е веќе прв аларм кога треба да се активираат родителите. Ние на нашата веб страна имаме заштита на децата од сексуална злоупотреба, како родителите да го препознаат. Рецензент ни беше Антонио Новот, и мислам дека граѓаните може да ја посетат нашата страна, да го прочитат овој водич, би рекол на некој начин прирачник, ако ништо друго, тоа е еден мал наш придонес. А за новинарите го донесовме кодексот, и кодексот е достапен на нашата страна, доколку известуваат, исто така може да го користат, затоа што 52 новинари беа вклучени во тој тренинг, и сите ние заеднички направивме принципи и норми како да известуваме кога детето е жртва на сексуална злоупотреба, при тоа да не го дополнително травматизираме, виктимизираме и стигматизираме. Пред да го завршиме гостување, бидејќи немаме повеќе време, сакам само накратко да те прашам уште нешто, кога веќе го спомна профилот на педофилите и она што да кажеме подобри ситуираните би може да го скријат некој или се вешти во тоа. Имаш ли ингеренции дека постика нас детска проституција? Па вашиот е Канал 5 со Снежана Лупевска малолетничка проституција доволно говори. Јас сите нека отидат на нашиот канал на YouTube и на вашиот, нека го погледнат.